За жал, се уште не само основното јавно обвинителство, него целата обвинителска зграда во која што влегуваат покрај основното обвинителство Скопје и висшото јавно обвинителство Скопје и јавното обвинителство на Република Северна Македонија немаат фиксна телефонија. Кога изби таа афера за сомнежи дека обвинителите се прислушкувани и кога беше стопирана работата на телефонската централа, се оформи предмет во ова обвинителство и се уште се истражува. Предметот е во предистражна постапка, значи јавниот обвинител кој постапал по тој предмет интензивно го работи, има обезбедени голем број на вербални докази, има испитано голем број на сведоци од почетокот на набавката на централата, значи од Комисијата за јавни набавки, понатаму до лица кои што имале контакт во поглед на одржувањето на таа телефонска централа до раководни лица во ова обвинителство. Така да воедно се правеше и анализа или вештачење во поглед на таа телефонска централа. Значи, следат уште кратки истражни действија. Верувајте, во корона криза сме. Голем број од обвинителите, вработените, како и сите граѓани, поради лична заразеност или на член на семејството, беше редуцирано и на некој начин е забавена работата, како и во сите сфери на општеството. Во интерес на сите обвинители е, пред се на обвинителите, затоа што ако имало прислушкување, таргет сме биле ние. Значи, пред се е нашиот интерес да тој предмет биде одлучен на законит начин врз основа на сите докази во таа предистражна постапка, а се разбира и во интерес на јавноста. Може би има 2 или 3 години, но верувајте, обемен и тежок е предметот. Затоа што таа централа значи има голем број на фолдери, голем број на локали, затоа што станува збор за цела зграда со 10 ката. На тие 10 ката има голем број на локали. Разбирате, значи треба да се анализира локал по локал. А од друга страна ви кажав, капацитетите на обвинителството се минимални, под секое стандардно ниво. И секогаш ние бараме, кога повикуваме сведоци кои што понатаму немаме лична доставна служба, уредно, неуредно повикан, се губат месеци. Понатаму анализата не ја прават наши истражители, значи се повикуваме до други вешти лица од други институции. Разбирате, се судираме со објективни проблеми. Верувајте, предметот се работи интензивно, но понекогаш не зависи од обвинителот што го работи. Зависи кога ќе се створат услови да сите действија што треба да се превземат, да се утврдат сите решителни факти, да се превземат. Значи, кога ќе се заокружи таа фактичка состојба и ќе се донесе одлука. Мора да биде подкрепена и законита во секој случај.